Отворено изборно студио во 1 ТВ, јас сум Сашо Ордановски, ваш домаќин негдека до 8 часот и 30 и некоја минута. Со мене во студиото се моите гости Џабир Дарала, Харило Квенец и Мирјана Најчевска. Но прво да ја прашам Јана, има ли нешто во таа Твитер заедница, се твитали нешто со први резултати како што стигнува? Па да, твитерџиите се гласни. Еве еден би одвоила кога одлучноста да не се повтори Иванов е посилна од болки на укочена кичма и 50 километарско растојание до гласачкото место, тогаш примаш инjekции, си го користиш правото за кое што се бореле генерации на жени во минатото. И Сашо, уште ќе ми дозволиш тука да го издвојам Facebook статусот на нашиот колега Горан Михајловски, кој што апропо сите оние тенденции и гласноста на граѓаните на Facebook вели: многу сте јаки на Facebook, ама замислете да не успеат изборите, па да мора да организираме нови, или да се покрене постапка за уште една промена на Уставот да бираме председател во Собранието, за да се избегне или недостигнат цензус. Дека ние тука сме Норвешка на квадрат, па за да внесеме малку возбуда во нашите досадни животи, ќе си организираме нови избори, нови кампањи, ново пазарење со пратеници, зар не ви е доста? Добро, мислам дека граѓаните покажа дека им е доста, излегува и го направија, барем ако ништо друго, цензусот, а и мирниот ден. Џабир, се согласувате ли од Цивил дека денот беше демократски мирен околу изборите? Во 19 часот и 10 минути ние излеговме со кратка пресконференција од неколку минути само со цел да честитаме на граѓанките и граѓаните на Република Северна Македонија дека поминавме едни убави, мирни, достоинствени избори. Имавме добри избори, иако се разбира ние не би биле Цивил ако немаме барем 130 извештаи со нерегуларности. Но сепак може да се каже дека институциите истераа еден добар процес со сите фалинки кои се македонски фолклор и се разбира видовме една зрелост кај граѓанките и граѓаните, кај гласачите. Во низа поединечни случаи забележавме една навистина повисока свест кај луѓето и се разбира забележуваме дека институциите сепак треба подобро да се подготвуваат за изборните процеси, особено кога зборуваме за тренингот на избирачките одбори. Добро, ако добро го разбирам, Џабир, бидејќи знам дека во последните 10 и повеќе години да сите овие избори сме стигнале со финеси, Џабир, да се занимаваме ако избори со забелешки. Да, сега се занимаваме со тоа дали избирачкиот одбор носи беџови или не. И тоа не е нерегуларност. И тоа е еден многу сериозен скок. Ќе оставам Мирјана за малку покасно, Хари, бидејќи доаѓаш од терен, претпоставувам дека беше во Прилеп денеска цел ден. Како помина гласањето во Прилеп? Занимливо за Прилеп уште немаме податоци. Барем Дик, јас не слушнав дека ги соопшти. Каква беше излезноста во Прилеп? Излезноста во Прилеп беше поголема од онаа во претходниот, во првиот изборен круг. Кој е заслужен за тоа? СДСМ на терен или ВМРО? Заслужени се граѓаните. Добре. Заслужени се граѓаните зашто во овој момент, Сашо, ако дозволиш да забележам дека два се мобилизирачките фактори кај граѓаните поврзани со овие избори. Едниот мобилизирачки фактор е на опозицијата, поврзан со желбата да се креираат услови и резултати на овие избори за да може да се амнестира криминалот. Свесни сте и самите колку сето тоа зацкриено зад плаштот за некаква правда. Граѓаните после сите овие години кои ги спомнавте вие пред малку и целото искуство кое го имаат, го препознаат. Тоа уствари, дајте да видиме. За брзо време ќе ги имаме резултати. Да, јас тоа би апелирал да причекаме да видиме што рекоа граѓаните. Другиот мобилизирачки фактор е прво држава напредна кон Европската унија и НАТО, два известни, премногу известни категории за многу брз период, и втората работа, не сакам да го спомнам зборот страв, меѓутоа најверојатно е најсоодветен. Стравот од враќањето на тие претходните зашто нема никакви реформи кај нив. Зашто покажаа дека всушност се истото лице, дека само формално имаат некакви промени, а всушност суштински се водат истите политики и истите би биле, кога случајно би ја добиле можноста, истите би биле во целосност иста насока. Очекувате победа во Прилеп, според ова што го говорите? Очекувам победа на државно ниво.
Добро. Значи во прилог нема да стојат така добро како што може би Луковедец би се надевал. Милиња, зошто е важно ова сето што се случи вака како што се случи? Значи имаме цензус надфрлен со неколку проценти, имаме мирен председателски ден избирачки, а ќе имаме и председател на крајот. Која е проценката ваша? Зошто е ова сето важно? Да ти кажам право, ја не очекував дека ќе го постигнеме цензусот. Имајќи го предвид не прочистениот според мене докрај избирачки список, имајќи предвид дека немаме направено статистичко пребројување на населението, било какво да е, за да знаеме всушност колку навистина гласачи имаме и слично, имав многу голема резерва во постигнувањето на цензусот. Тоа што излегле толку многу луѓе, според мене, фактички излизноста е 60 и над 60%, а ако работиме со вистинската бројка на луѓе кои што се во мислам ако бројаме од моето семејство, од четворица ние сме двајца тука, двајца не се тука, значи ние сме преполовени, така што Кај вас 100% беше излезноста да избори? Кај нас беше. Значи, навистина ова го покажува она што беше спомнато дека граѓаните сакаат да излезат, сакаат да го дадат својот глас и јас малку обратно би ја поставила работата. Не се работи тука за страв дека ќе се случи нешто доколку не излезат на избори и слично. Мислам дека овие избори покажа дека граѓаните престанаа да се плашат. Значи, прв пат некако атмосферата ми беше атмосфера во која што немаше страв. Граѓаните не излегуваа затоа што се плашат за своите работни места, не излегуваа заради тоа што некој им виси над глава и слично, туку навистина беа изложени на одреден вид на кампања. Каква беше таа кампања, можеме и ќе разговараме. Ама не видовме ни еден административен список да протече во кој што некој рекол ако не излезете ќе нема утре на работа. Мислам тоа беше регулар во претходните. Од тој аспект не се спомнаа ни бугарски возови, ни ништо. Прокси гласањето мислам дека е сведено на минимум, така што многу работи кои што беа проблематични од аспект на дискриминација, гласање на луѓето во кои што се во старечки домови и слично беа разрешени после интервенции кои што беа направени во претходниот период, така што мислам дека многу порелаксирана е атмосферата и покажува дека луѓето сакаат да гласат и сакаат да го кажат она што го кажале. Па сепак јас ја отслушав и вие заедно бевме во студиото, пресконференцијата ја наушев или дојдовте подоцна, не е важно. Во ВМРО ДПМН има цела една листа со приговори за тоа каде имало вакво гласање такво, не слушнав ни еден до душа сериозен инцидент што е право. Меѓутоа како да се подготвува некаква атмосфера дека и овие избори може да се проблематизираат. Јас просто ве прашувам за ваш општ впечаток, ќе биде ли во состојба кој да изгуби, во состојба да му честите на противникот? Хари, последен ќе ти дам збор, бидејќи ти мислам дека ќе имаш политички став, да ги чуем прво независниве. Џабир? Пред се оние нерегуларности кои ние ги бележиме од теренот, вистина не се толку сериозни за да можат да влијаат на општиот квалитет на самиот изборен процес. Оној што ќе изгуби на вистина ќе биде фер, ќе биде многу доблесно и политички зрело да му честита на победникот, бидејќи системот со сите македонско-фолклорни елементи истера еден релативно квалитетен изборен процес, со сите забелешки и на избирачкиот список, и на изборниот законник. Јас морам да признам дека дури и ДИК работеше релативно пристојно, се разбира далеко од тоа што би можело да се прогласи за совршено. Меѓутоа, во 5 до 7 одржаа пресконференција во која соопшти ако ништо друго излезнаше. Еве резултати гледаме се апдейтираат. Значи првиот човек на ДИК самиот кажа уште во предизборието дека е незадоволен од нивото на едуцираност на избирачките одбори. Тој самиот кажа на една наша конференција дека тие се најслабата карика на која и ти беше присутен и се работи за еден обид, напор на вистина, би рекол сериозен напор на институциите да влезат во добро спроведување на овие процеси. Имаме Државна комисија за спречување на корупцијата која на вистина неодамна беше формирана, на вистина презеде огромни чекори за да му даде повеќе квалитет на целиот амбиент. И јас мислам дека оној што ќе изгуби денеска, вечерва,
ќе треба навистина ќе биде фер да му честите. Мирјана, очекуваш ли таков тип на коректност? Лично мислам дека на лично ниво, бидејќи станува збор сепак за кандидати кои што доаѓаат од професорската фела, дека да, ќе има такво нешто. На партиско ниво не го очекувам. Значи, било која од партиите да изгуби, навистина не очекувам. Хари, ќе честитате ли ако изгубите, како партија? Јас сум убеден дека тоа би го направиле кога резултатот би бил во таа насока. Меѓутоа, сите показатели на 70% обработени избирачки места покажуваат огромна предност на кандидатот на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Сашо, денес е сосема друго прашањето. Дали некој некому ќе честита е работа и на политичка и на лична култура. И не само култура, туку може би и филозофија и начин на опстанок во политиката. Една од формите како да се опстани во политиката. Денес најважното прашање и она што е гордост за сите македонски граѓанки и граѓани, добро е Џабир што така го почнува, постојано не подсетува, е тоа што конечно нашата држава денес добива претседател. Имаме кристално чисти избори. Видовте и самите дека во прелиминарниот извештај кој претходно го имавме од ОПСЕ и ОДИХР, добивме пофалби за избирачкиот процес. Денес исто така забележувате и самите, ние наблюдувачите, дури ни она што го зборува опозицијата на оваа пресконференција, забележувате дека не станува збор за нешто суштинско. Генерално тие обвинувања се поврзани само со модус како да се покријат погубните политики на нивното раководство, поврзани и со оваа изборна кампања и претходните политики со кои што функционираат. Добро, ја навистина ич не сакам, кога ќе слушнам, меѓутоа најверојатно тоа е политички вординг, кристално чисти избори и слично, не постои такво нешто како кристално чисти избори и мислам дека една зрела политичка партија би требало, ако не друго, да го слушни она што го кажува другата политичка партија, независно колку е тоа заради тоа што сакаат да прикажат ваков онаков однос и слично, и да кажи ќе ги земиме во предвид сите забелешки кои што се дадени од страна на другата политичка опција, од другите политички партии и од невладиниот сектор, за да го подобриме системот, за да ги подобриме идните избори, за да ги адресираме проблемите. Значи тоа е зрел начин. Една реченица ако дозволите, Сашо. Почитувана професорке, целосно се сложувам со вашиот одговор. Меѓутоа, мораме сите овде да бидеме искрени дека еталон за кристална чистотија на избори во Македонија не поседуваме. Дека ние во моментов имаме само споредба со сето она што се случувало во минатото и на таков начин го извлекуваме заклучокот за кристалноста. Најчевска сепак е во право, сака, ние веќе, Хари, ние сакаме малку и на јогурт да дуваме, оти ова се сепак 1-2 избори, чекате полека, нека се стабилизира сето ова. Но најчевска, сепак едно прашање, дали овој исход на овие претседателски избори го спасуваат овој вид на избор на претседател во Македонија или очекувате да се отвори тоа прашање во некаква догледна изгледа, без разлика што сега ќе добиеме претседател кој ќе биде 5 години? Јас навистина очекувам да се отвори тоа прашање, заради тоа што тоа е прашање кое што одамна тежи. Но да не биде резултат на политичка криза, туку да биде резултат на... И мислам дека многу зрело би било од владеачката политичка структура да го отвори на една поширока расправа за да се видат бенефициите од ваков начин на избор, заради тоа што ние сме од политички аспект, од аспект на политичкиот систем, сме мешовит систем и улогата на претседателот е многу важна. Важна е како контролен механизам и слично. Меѓутоа, прашање е дали ваквиот начин на избор повеќе постигнува таа негова позиција или некој друг начин на избор, дали треба нешто да се менува во уставните надлежности на претседателот и слично, секогаш е добро да се отворат прво на едно теориско ниво овие расправи, па потоа да почнат и практичарите и слично да се вклучуваат во тоа. Имаме време и убаво е да ги отвориме сега. Баш и заради ваквиот ишод, Џабир? Имено се согласувам во целост и со оценката дека не можеме да кажеме дека изборите се кристално чисти, но навистина се беа многу добри и нејзината екселенција Јонкер од ОДИХР уште за време на гласањето каже дека гласањето се води во најдобар ред, што е извонреден комплимент за нас. Но
Очекуваме и добро е што имаме представник на власта тука во студиото, очекуваме дека власта ќе почне да реализира, односно да исполнува некои ветувања кои се однесуваат на изборниот систем. Значи, во таа сфера очекуваме дека конечно ќе се сетат на своите предизборни ветувања уште во 2015 и 2016 година. Добро, сите велат дека законот изборен е лош, изборниот дека тој законник мора да се напише ново, не да се менува, одново. да се напише Тој од веќе ново. помина колку 20 на 30 30 и повеќе измени помина, тоа се веќе тоа е како швајцарско сирење и партиите сакале или не, повеќе ги користат дупките во законот отколку самиот закон. Морам да кажем дека и ЕДНТВ почувствува на своја кожа заради нејасен однос во регулативата, со една грешка направена, една непријатност огромна која има и финансиски последици. И тоа сериозни, ние тоа го забележавме и во нашиот извештај конечен ќе биде забележано и тоа. Се разбира фриволното толкување на лошо разбраните или лошо што е право и самата изборна комисија вели дека законот ќе точно стигнат така, точно така. А што правиме Хари со списокот? Само да изборниот законник не е единствен, ние мораме да работиме сериозно на подобрување на изборниот систем, меѓутоа и на политичката култура, пред се на политичката култура со која политичките партии излегуваат на терен. Тоа е нешто на кое тие самите мораат да работат, а секако и ние како јавност. Ајде кратко само да ми одговориш, ще молам, овие избори покажува едно подигнување на тоа ниво или не? Не би рекол. Сепак не би рекол. На теренско ниво? На теренско ниво видовме известни подобрувања во технолошка смисла, технолошко-комуникацијска смисла, меѓутоа суштината остана иста. Ние на моменти гледавме во локалните избори гледавме национални теми, а на претседателските избори гледавме парламентарни теми, односно теми како да се парламентарни избори или локални избори. Така што и често имавме проблем да ги видиме самите кандидати, бидејќи партиските структури се наметнуваа премногу. Хари, сте ли расположени како власт без разлика на вечерашниот исход да отворите таа расправа повторно околу целиот изборен систем и да навистина влезете со иницијатива за подобрување на се ова што секој избори, оти идната година има избори, поидната година има избори, после таа пак ќе има некакви избори? Јас сум убеден дека како и останатите системски закони, и не само оние кои бараат во третинско мнозинство, туку и другите важни закони кои ги носиме во собранието, како што нив ги носиме во координација со опозицијата. Важните закони, зашто не е важно само носењето на законот, важно и спроведувањето на истите, исто така ќе биде отворен и изборниот законник. Јас се сложувам за огромниот број на забелешки, не само ваши, туку од стручната фела, од самите граѓани, поврзано и со изборниот законник, меѓутоа и со избирачкиот список, за кој пред малку спомна професорката. Сметам дека тоа е поврзано и со во 2020 година пописот кој треба да го направиме 2020 или 2021 година, како една исклучително важна статистичка операција, процедура за кои податоци се многу важни не само за политичкиот живот, за економскиот живот исклучително важни, за креирање на одредена стратегија во која насока би одела државата и со кои ресурси, човечки, хумани ресурси располага. И јас сметам дека сето тоа, таа компилација од неколку прашања, следниот период ќе биде отворена преку широка, сеопфатна јавна расправа, како би донесле вистинско решение. Останав должен на публиката еден прилог за изјавите денешни кои ги даваа главните луѓе на политичките елити, а потоа ќе се вратиме во студиото, бидејќи сакам со моите гости на една завршна дебата, со едно завршно прашање. Што ќе бидат последиците во ВМРО ДПМН или во СДСМ доколку едниот или другиот кандидат победи или изгуби? Ти треба да ни така кажеш. што јас ќе се воздржам да ви наметнувам своји ставови, а предлагам да продолжиме со овој прилог кој што е неколку минути за да сосема не застари да стане сосема неупотребив потоа. Очекувам уште поубедлива победа во вториот круг, затоа што оние категории на луѓе кои останаа дома во првиот круг или оние луѓе кои гласаа за против кандидатот Река која заврши својата изборна трка во првиот круг, еден дел од нив очекувам дека ќе излезат на биралиштата и ќе гласаат. Мојата надеж е дека најголемиот дел од нив ќе го препознаат концептот за кој се залагам изминативе месец и половина во рамки на изборната кампања и дека ќе сакаат да го поддржат концептот кој значи одење напред за сите граѓани кои живеат во Република Северна Македонија, за сите етнички заедници
сосема независно од нивната верска, национална или партиска припадност. Очекувам поголема излезност и победа. Групите граѓани за кои мислев дека треба да се инспирираат или да им се разјаснат дилемите, дали да излезат или не, дека успешно го завршив и денов почна како со зима. Тоа е политичката зима во Македонија. Мислам дека ќе заврши со сонце на крајот. На идниот председател му посакувам да ги исполни сите ветувања, затоа што тоа граѓаните го очекуваат од него, и да го сочува достоинството на институцијата председател. Очекувам, како што кажав минатиот пат, многу помирен мандат, да се справува со сите предизвици и да наоѓаат решение со сите институции за добробитта на Македонија, на нејзините граѓани и за остварување на стратешките цели кои си ги имаме поставено. Од одлуката ќе зависи во кој правец и со какво темпо ќе продолжи да се движи земјата наша. Јас верувам дека ќе продолжиме побрзо, забрзано темпо, да се движиме напред, да бидеме рамо до рамо со современиот западен развиен свет. Секако очекувам да после изборите продолжиме со проектите, продолжиме со процесите, продолжиме со развојот, продолжиме со унапредување на квалитетот на животот на нашите граѓани. Се надевам дека изборите ќе бидат успешни и се надевам дека ќе се движиме напред заедно како што не личи. И покрај сите тие злоупотреби, и покрај сите тие притисоци, и покрај се тоа на што се случуваше изминатите денови, поготово полициската опсада која што беше реалност во Охрид и во Ново село изминативе неколку денови, ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова ќе победат денеска и Македонија денеска ќе добие првата жена за председател на Републиката. Денешниот ден за сите граѓани во земјата е многу битен за давање порака до целиот регион и до меѓународната заедница дека сме зрело општество. Не е ден за седење дома, туку ден за да се даде придонес за иднината и така сите заеднички да чекориме кон сигурната иднина на нашата земја. Се враќаме во отвореното студио 1. Јас сум Сашо Ордановски со моите гости Мирјана Најчевска, Хари Локвенец и Џабир Дерала. Би сакал во последниот круг на ова моје дежурство за изборниот ден, за што ви благодарам што ми правевте друштво со вашите анализи, да ви поставам едно прашање за кое што предпоставам дека не мора да водиме не знам колку долга дебата, но ми интересираат вашите импресии. Резултатите ќе бидат, за сега се одвиваат со некаква предност, веројатно Педаровски, но се уште е неизвестно и ќе видиме до крајот како тоа ќе се расплете. Сепак, Мирјана, кои ќе бидат последиците за СДСМ, каде што веќе се најавија метли, но и за ВМРО, доколку победи едниот или другиот кандидат? Лично мислам дека доколку изгуби кандидатот на СДСМ, последиците ќе бидат многу поголеми, заради тоа што е изгубена голема шанса. Е изгубена доверба која што граѓаните пред 2-2,5 години ја покажа и е знак дека нешто многу лошо е направено, што граѓаните за толку краток период на таков суров начин се обидуваат да ги казнат. Доколку изгуби кандидатката на ВМРО ДПМН, не мислам дека нешто битно ќе се случи таму. Мислам дека превривањата се почнати многу пред тоа. Мислам дека исфрлањето на Гордана Силјановска за кандидат беше некој обид да се запрат тие превривања и да се покаже дека партијата и без сериозни реформски промени може да продолжи, односно да дава резултати, така што мислам дека доколку изгуби Гордана Силјановска, дека само ќе продолжат веќе започнатите реформски процеси и навистина се надевам дека ВМРО ДПМН постепено ќе се реформира и ќе се претвори во условно кажано вистинска централистичка или десничарска партија. Хари, ајде да непристрасна анализа. Можеш, знам дека. Да, апсолутно. Сигурно, резултатите на овие избори ќе имаат директно влијание и во двете политички партии или во двете политички коалиции. Прво би сакал да кажам за себе, за коалицијата која јас ја представувам и сето тоа е поврзано со најавата која премиерот Заев ја најави после првиот круг.
Прво, поврзано со примањето на пораката од граѓаните, што е исклучително важно, што сметам дека не само што е доблесно, туку една реална, вистинска политичка големина да може да се одговори директно на барањата на граѓаните. Простете, на граѓанките и на граѓаните. Тоа е првата работа. Втората работа е епилогот. Јас убеден сум дека досегашното наше функционирање, како на владеачка гарнитура, која им даде двогодишна можност да се докажат на вистинските професионалци, би ги рекол. Не сум убеден дека се професионалци, поставените од претходната власт, меѓутоа го покажавме вистинскиот концепт, оној кој се залагавме, концепт за граѓанско општество и давање на шанса и можност на секого. Не сум убеден дека сите тие ја искористија шансата да се покажат и да докажат дека се вистински професионалци. Сигурен сум и дека во внатрешните капацитети има и во внатрешните перформанси има одредени недостатоци и недоследности, ама да го оставиме сето тоа за после изборите. Што се однесува до опозицијата, јас стварно би сакал да одговорам во демократски дух и да оставиме на нив самите. Сметам дека ќе има доволно многу работа, прво да го објаснат резултатот, ќе се обидат со некаква метафизичка еквилибристика, да го објаснат нештото, ама не сум убеден дека ќе Под успеат. предпоставка дека ќе победи Пендаровски. Па трендот е реален во моментов, Сашо. Не станува збор за субјективност во ова што го зборувам, бројки. Едноставно се поклонуваме пред бројките и Зад сметам нас одат негдека отприлика околу 330.000 изборени гласови. Разликата е негдека 41% наспроти 55%, така што има еден тренд на разлика кој што само се потврдува како се бројат гласовите, но ќе видиме сепак. основата на моето обраќање е всушност тоа. Не е многу тесна разликата, морам да признам, како што беше драмата во првиот круг. Има нешто поголема разлика, се тоа зависи и каде се броени. И овде би сакал само да надополнам. Јас овде им се заблагодарувам и на револуционерите од Шарената револуција, посебно во вториот круг. И сите оние кои имаа недоумици, дали во првиот круг, дали директно незадоволство, дали може би малку порелаксиран пристап кон првиот круг, зашто реално и очекувано беше дека не е одлучувачки. Одлучувачки ќе биде вториот круг. И како пример да ви го кажем, благодарност и за сите талевци, како еден мој прилепски тале, оттапани од Прилеп. И таквите луѓе кои се охрабрија и кои реално ја поддржаа целава оваа приказна и убедени дека сме на вистинскиот пат и дека заслужуваме да добиеме дополнителен период, овој втората половина од мандатот, за да ги покажеме исполнувањето на сите провериме вредности. во секој случај идната година, секако доаѓате на проверка, така што и немате многу време за Џабир. Какви ќе бидат последиците од овие председателски избори по Јас партиите? ќе се обидам да антиципирам дел од твојата колумна која ја очекуваме ноќеска видиме, не сум за утре во сигурен. civilmedia.mk. Видете, ВМРО ДПМН оди во надолна линија, тие се заплеткуваат се повеќе и повеќе во говорот на омразата и во она што ние го викаме индустрија на лажни вести. Тоа е еден сплет на околности од кој не сум сигурен дека можат да излезат набрзо, особено затоа што реформските сили внатре во партијата се уште немаат шанси да дојдат на површина и Овој да го... резултат не го стабилизираше Мицковски во председателската функција и во таа политика што ја спроведува? Доколку изгуби нивната кандидатка, овој резултат само ќе ја продлабочи кризата таму. Меѓутоа нема да го урне Мицковски туку така, толку брзо, колку што може би се очекува и внатре во демократските крила на ВМРО ДПМН или пак во пошироката јавност. Таа партија ќе продолжи да се мачи. Било да победи нивната кандидатка, било да изгуби. Ако победи, позицијата на Мицковски само ќе се зајакне. Доколку изгуби Пендаровски на крајот, одиме на нови избори вонредни? Па најверојатно ќе се случат нови вонредни избори, тоа ќе му даде ветер во грбот на Мицковски и на структурите кои стојат зад него, да не забораваме, тој е само најистурена точка од таа структура. Тоа може да значи само продлабочување на кризата, без оглед на исходот од тие избори, од таквите избори, ние ќе се вратиме многу чекори на нас. Јас ви благодарам на сите тројца што направивме во првиот час и нешто после изборите една анализа која се надам ги остави нашите гледачи пред нашите екрани.
потоа палката во ова студија превзима колешката Јадранка Костова со своите гости, а потоа ќе следува и Чомовски и другите колеги кои што се надевам дека ќе ви понудат и подобри анализи од овие што ние се обидовме во првиот час, час и половина после изборите, бидејќи сега доаѓа интересниот дел кога веќе ќе може да разговарате и за, се надевам, по-конкретни резултати од тоа што ние имавме прилика во овие 90 на минути. Јас сум Сашо Ордановски, ова е 1 ТВ, отворено студио, изборно студио, останете со нас.